Нови туристички точки велотури низ Дојран. Ова се дел од содржините со кои Дојран има намера да привлекува гости преку цела година. Градоначалникот Тангов смете дека оваа стратегија ќе вроди со плод и ќе заживее градот. Напоменувам дека како општина се стремиме за развој на туризмот во текот на целата година, не само во летниот период, и за таа цел предвидовме низа на активности, санации на стари објекти кои што навистина значат збогатување на туристичката понуда, а со тоа и привлекување на туристи надвор од летната сезона. За таа цел овие денови реализиравме уште еден проект заедно со Југоисточен плански регион, каде што набавивме 20 електрични велосипеди, смарт табли, низа на други активности кои што ќе значат промоција и посета на фронтовата линија, со тоа што навистина би станале поатрактивни. За таа цел е формирано и новото предпријатие кое што за прв пат ќе организира и туристички тури до фронтовата линија. За прв пат ќе се посетува Турската бања, Саат кулата, кои што се историски споменици многу битни за развојот на туризмот, а се возобновени после 115 години од разорнувањето, односно од Првата светска војна. Дојран има гости до средината на октомври. Претежно возрастни лица кои се воодушевени од гостопримството, воздухот, топлата вода. Баре за одмор. Ние идеме 4-та година сме во Дојран, се ово време идеме во септември и убаво си поминуваме. Не се бањаме многу, важно воздухот го дишиме и така седиме по 10 дена и се одиме, имаме тука апартман запознати со газарицата и не секоја година знае до кое време доаѓаме ние и ни го чува апартманот, се сместуваме и така. Многу ми е убаво, јас сум од Велес и многу ми е убаво. Ужима, еве, разладуе воздухот, чист воздух, може и од содржи водата и испарува и ние си дишиме чист воздух. Сонце, воздух и вода, лекара се три. Ако знаеш да ги цениш, здрав ќе бидеш ти. Најголемите напори на општината се да се зголеми наплатата на туристичката такса. Затоа општината најавува сериозни контроли од следната туристичка сезона.